Законот иде во насока на тоа да тоа земјоделско земјиште биде ослободено доколку тој кој што е инвеститор и кој што добил можност да изгради фотоволтаици во одреден временски период не ги изгради, тогаш да му се одземе правото да го тоа земјиште задржува, односно узурпира. Само да ве потсетам, за да вие изградите фотонапонски централи или панели, треба да добиете потврда од МЕПСО дека ќе можете да се вклучите на системот за пренос на електрична енергија. Такво, не знам зошто, тоа ќе треба веројатно да го истражи обвинителството, има дадено многу повеќе отколку што системот има капацитет. Ние во државата имаме случаи да огромни површини на плодно земјоделско земјиште се дадени на инвеститори на фотонапонски централи кои што во моментов не ги градат и го задржуваат тоа земјиште од прва категорија. Ние им даваме во овој закон можност на оние кои што се одговорни институции, доколку за одреден временски период не започнат со изградба на тие фотонапонски централи, да им се одземе правото и тоа земјоделско земјиште да биде ослободено за обработка. Тоа е суштината на Законот за урбанистичко планирање.